Благодарам на исцрпниот одговор, господине Бекировски. Овој одговор е во насока на тоа дека вие немате допирна точка со депоата, односно наликови во самите клиники, да, тие се под надзор на Министерството за здравство, пратениците се за тоа свесни. Меѓутоа, веледрогериите се под ваш надзор, како што кажавте. И сега, доколку има контрола извршена на веледрогериите, тогаш преку испратниците ќе се види кој медикамент каде завршил, особено кога станува збор за само 30 медикаменти, кои што се 30 оваа година, а претходните по 24 за биолошка терапија, која што е проследувана до клиниките. Земајќи во предвид дека е не повеќе или помалку фактичка состојба дека веледрогериите имаат ексклузивно право за носење на овие медикаменти, сте имале и по-тесен спектрум на испитување за да ги проследите документите на тоа која веледрогерија е задолжена за која терапија. Но не и се. Во вашиот одговор не упатувате на фактот дека имате веб страна и не упатувате на фактот дека се извршени 1500 надзори, кои што нас генерално не интересира. Ние ги побаравме да ги видиме извештаите од тие надзори. Настрана од ова, не ми одговоривте на второто и третото прашање, ќе ги повторам. Колку одобренија за увоз на биолошка терапија се издадени од Малмед, за кој лек, кога, во која количина и на која веледрогерија? И второто, дали од 2018 е издадено одобрение за интервентен увоз на биолошка терапија, за кои лекови, кога и за која веледрогерија? Благодарам.